Ќе останат ли без парно грејење над 50.000 домаќинства во Скопје откако најголемиот снабдуваш на топлина Балкан Енерджи Груп најави дека од викендов ќе го исклучат парното за граѓаните, но и за компаниите кои се топлат на централниот систем. Од БЕК вела дека пари за набавка на газ нема и вела дека може да грејат до денеска. Бараат од државата времено да го преземе управувањето со компанијата и тоа до завршување на кризната состојба. Како општествено одговорна компанија информираме дека немаме повеќе ресурси за обезбедување финансирање на грејната сезона без државна помош за компензирање на тарифата за производство на топлинска енергија, со што не ќе можеме да продолжиме со производство на топлина. За продолжување на грејењето од БЕК бараат 9 милиони евра за набавка на природен газ само за јануари. Во меѓувреме, првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски рече дека Балкан Енерджи Груп ќе остане без лиценца во моментот кога ќе престане да испорачува топлинска енергија во Скопје, а тогаш одговорноста ќе ја преземе владата. Предлогот што го понуди БЕК за регулаторната комисија е неприфатлив, имајќи предвид дека сите опции што ги понудија и регулаторната комисија и владата, БЕК и тето ги одбија. Дополнително нека не очекуваат некој друг да им го реши проблемот за тие во мај да се вратат како принцеви на бели коњи. Се што треба да преземе државата за да си ги заштити граѓаните ќе преземе. Инаку овие реакции следат откако БЕК и тето се изјаснија дека владиниот предлог за решавање на проблемот со енергијата е неприфатлив. Владата донесе одлука тето да работи и за викенд, но и да го продава вишокот на струја на ЕСМ, а со тоа да обезбеди и топлинска енергија за скопјани да не останат со студени радиатори. Во меѓувреме владата и регулаторна одржуваат состаноци зад затворени врати и најавуваат дека ќе има информација како ќе се реши проблемот откако ќе имаат одлука. Во меѓувреме граѓаните се во прашалници како ќе ги затоплат домовите. И додека од Балкан Енерджи Груп најавуваат дека ќе нема веќе газ, обвинителството води предистражна постапка за пријава стара речиси 3 години. Инаку според последниот достапен финансиски извештај, Балкан Енерджи Груп во 2019 имал заработка од 982.000 денари, а во 2018 од дури 25 милиони и 679.000 денари.